почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Се наоѓаме на трим патеката Ловен дом Свети Илија, изградена пред 5 години со средства од UNDP и општина Струмица. Оваа трим патека беше и се уште е наменета за сите рекреативци и любители на природата на нашиот град. Но ако тоа на почетокот нудеше поглед врз убавините на природата на Струмичкиот рид, денес таа представува патека на стравот и ужасот и патека на гневот на граѓаните кои секојдневно минуваат по неа. Тоа што целосно се уништени станиците за вежбање и ги нема повеќе справите што беа поставени долж патеката, не е главниот проблем. Вистинската причина за ова пресконференција на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз е катастрофалната состојба со секојдневното бесправно сечење на дрвјата на Струмичкиот рид. Состојбата е и алармантна и застрашувачка, а надлежните институции мува не ги лази што некогашната гордост на градот од ден на ден се претвара во голем срам за сите нас. Да беше ова хорор филм, ќе имаше и свој почеток и свој крај. Но ова е страшна серија која веројатно ќе трае се додека не биде исечено и последното дрво. Безмилосната кражба на нашето богатство и безобразното загрозување на нашите бели дробови како да нема крај. Се што со години наназад е посадено, се што расте и вегетира, се сече без пардон. Струмичките социјалдемократи прашуваат: што работи подружницата на Македонски шуми во Струмица? Зошто воопшто постои шумската полиција? Зошто овие две тела имаат јалова комуникација? Зашто ги трошат парите на граѓаните овие институции? И со што ги заслужуваат платите кои ги земаат? Повеќе од сигурно е дека оние кои се надлежни да го чуваат шумскиот фонд не ги бидува за таа работа или можеби не сакаат да преземаат било што за искоренување на овој огромен проблем. На тој начин истите стануваат соучесници во овој невиден криминал. Ако на оваа пресконференција луѓето од Македонски шуми и шумската полиција излезат со бројки за фатени крадци и одземени дрвја, тоа е само алиби за некаква божевна нивна активност. Тоа што проблемот со кражбата на дрвјата продолжува, значи дека тие не си ја завршиле својата работа. Бараме подитно надлежните да стават крај на овој проблем. Во спротивно нека си одат дома, за да не им ги трошат попусто парите на граѓаните. Господа од ВМРО ДПМНЕ, граѓаните знаат од кога започна пустошењето на шумата. Зошто тоа се совпаѓа со периодот од кога сте на власт во државата, зошто свесно ги затварате очите пред овој невиден криминал, зашто во времето на владење на СДСМ немаше ваков проблем. И додека вие мижете, народот гледа дека шумите се уништуваат, исто како што вие ја уништувате државата. Благодарам.